Здраво на сите, добре на најновата епизода на подкастот Јустинијан збори. Моето име е Ѓорги, јас со мене денеска се моите драги колеги од Правниот факултет во Скопје. Директно од канцелариите на УСС не се вклучуваат Катерина и Никола и аудиото ќе им биде катастрофа. Димитар ни се уклучува од Скопје валјда и неговиот ручек со посрамајлија. И Зорана исто не се уклучува од Скопје. Како сме колеги, што правиме? Одлично. Гладно. Чекај, нели се најаде сега ти? Се уште јадам. Во теќе работа. Доста бавен ден. Од другата страна се пие кафе. Така. Кате, ај прво да започнеме епизодава, малце ќе ни биде повеќе работи ќе опфатиме, што од Македонија, што од Америка. Нешто малце ќе надополниме на оно што зборев ја минатата епизода. Ама прво викам да започнеме со што прави МВР и ти да ни дадеш апдейт што се случува, што следува и тие работи. Епа вака. Деновива почна нова етапа, да речеме, од кампања Лошо премора. Што беше, кај што оствари се излепи целиот град со различни искуства од пријавување на насилство од страна на жени. Можете да ги видите излепени секаде, можете да ги видите и на Медуза, можете да ги видите ако да пишете само хаштагот што прави МВР. Следно што е на распоредот, да речеме, е маршот за 8 март, кој ќе почне во 3 и каде што е така пожелно да се носи црна боја, символично, со цел да испратиме една порака за колку всушност се самите жени се во моментов маргинализирани, буквално жртвувани од самиот систем. Така што, другари, дојдете од црно и донесете си и транспарентите. И се гледаме на 8 сега. Да, ова иде, мислам, ако добро ми се сеќавам на 17, мислам, нели имаше прес, беше излезено со став дека ако МВР не направи нешто, ќе се иде со протести. Дали е протестот токму поради тоа и дали има најава или некои идеи и планови за протестите да не бидат само 8 март, туку да продолжат и после тоа? Епа да, тоа е целта, да се прави притисок, да се прават протести, се дека јавното обвинителство МВР и сите засегнати страни не покренат никакви постапки. Значи, додека не видиме никакво работење, одговорно работење на самите институции, ќе скачаме на улици и ќе протестираме. Она што е и мото на овој марш за 8 март е држава што не е да постапува, држава што силува. Бидејќи буквално, значи, игнорирањето од страна на целиот систем кон жените доведе до толку високо и до ниво и толку напредна форма, што е крајно алармантна ситуација. Добро, да, мислам може и ќе направиме некоја посебна епизода, дали пред и дали после маршот, чисто нека да подетално да опфатиме околу цела оваа ситуација. Не дека до сега не сме збореле, ама мислам дека може уште да се направи, да се поразговара на темава. Како што кажав, да продолжиме понатаму со епизодата, немаме гости, туку сакавме, бидејќи се дешаваат многу работи, што кај нас, што ни светот, поточно Америка, сакавме епизода малце тоа да позборуваме. Прво нешто, не знам дали видовте, смешно е да почнеме. Нели започна целиот процес на попишување
и со тоа што започна вчера или од први, валјда ќе му дое, запишување на оние кои се од странство, Сабајле очита вест дека програмерка уствари открила пропуск во апликацијата за попис, каде што ако имаш VPN можеш од Македонија, нели, да се представиш како од било која држава и да се пријавиш без проблем. На ова државен завет за статистика излезе и рече дека не е пробиена апликацијата и дека секој кој што ќе се пријави од Македонија, што живее во Македонија, ќе се пријави од странство, 3 години затвор. Мислам, многу е комично цела оваа ситуација и не знам, ја повеќе верувам на тие што ја пробиле отколку на Заводот за статистика. Што мислите вие? Јас искрено мислам дека прават театар. Мислам наискрено вака. Од работа која што е сериозна и за која што се молиме да ја направиме со години, затоа што е реално потребна, они прават театар. И ова не е комично, ова е трагикомично. Со оглед на способностите на IT секторот и јавна администрација, не се мислам дека и како има пропусти. Единствено поврзано со... Да, е драконска многу казната, ама многу се нервирам поврзано со пописот и за ова би се согласил еднаш прв пат во животот со ВМРО дека стварно треба владата да размисли малце на тоа дека треба да има електронско попишување, а не да живееме во времето на Султан Абдулмеџид III со китапи да има по дома да не попишува. Нема никаква смисла во 2021-та. Ама чекај, дали имаме капацитети за такво нешто? Пошто гледаш ако можеш, не знам, да си земеш па и бесплатен VPN, пошто постојат такви, многу лесно како можеш да манипулираш целиот систем. Дали уопште овие што го... Уствари, прашањето ми било дали нашиве избори што ни беа за ФСС се поквалитетни, направено електронски, отколку попис, отколку што е спремен и сега у текст се прави. Па секако беа поквалитетни избори. Изборите ни беа и со физичко присуство поквалитетни од парламентарните ни беа. Али не, у суштина го веќе самиот концепт на попис на население се надминува како спор процес, но се надминува како таков. Затоа што као регистрите што треба државата да ги води во смисла на новородени и на починати, се као достигнато ниво на технологија кој што може да се дозволиме да не се прави попис, туку едноставно само да се ажурираат по-брзо регистрите. И да имаме увид на колку население има во државата во секој буквално даден момент. Иначе за капацитет, секако дека имаме капацитет. Не може во скоро сите држави тоа да се прави, само ние да не можеме. Мислам, тоа ако се испланира уназад, не знам, 1 година пред пописот, година и пол пред пописот, сепак ќе бидеме спремни, пошто не е некоја научна фантастика. Добро, да, знаеш како кај нас се прават работи, не се спремаат цела година. Мислам дека целиот овој процес е започнат пред неколку месеци, или така барем изгледа. Не знам, например, за ова што го спомна Тромбе, во смисла дека не знам колку населението е спремно да има онлайн попис. Ако добро му ја разбрав идејата на Тромбе. Да, ама гледа, многу работи во секојдневниот живот ни се електронски, како и многу голем дел од луѓето користат електронскиот начин на завршување на некои работи. Не знам, пример, плаќање сметки за струја се комплетно електронски, голем дел од луѓето тоа го прават. Водовод исто и така натаму. Сада ќе има процент од населението во рурални средини кај што немат интернет и така натаму, но за нив може без проблем со исклучок да се оди физички. Мислам дека луѓето би се снашле, пошто
Сега да не лиферувам со проценти, ама голем дел од луѓето користат компјутери, користат смарт телефони, имат интернет. Мислам дека тоа не би било голем проблем. Мислам дека го подценуваш тоест го преценуваш македонското население. Као луѓе наша возраст би го направиле тоа, ама не мислам толку дека е прашањето и кој колку има пристап до интернет или колку користи интернет. Тоа е луѓето дали уопште им веруваат на вакви некои работи, бидејќи ако мислам сега и двајцата збориме онака напамет, немаме бројки, нема истражување направено, ама реално колку повозрасни луѓе користат онлайн купување и такви работи, само поради фактот што не веруваат на технологиите. Така што мислам дека ќе треба некое време барем, или да чекаме една генерација да изумре и после ние да биеме мнозинство у државата. Инаку, да, се слагам со тебе дека треба да биде електронски, мислам, нормално е веќе да имаме такви технологии, да може тоа да се направи. Ама ќе биде потешко кога станува збор за веродостојност или за верување у било какви резултати. Што замисли избор или не знам, замисли електронски го правиме и имаш бројка од 30% албанци у државата. Дали македонското население или повозрасното македонско конзервативно население ќе им верува на резултатите? Па не, јас тука мислам да не ме разберете погрешно, јас сосема се согласувам со вас дека треба да биде електронско, меѓутоа баш на овие неколку работи и јас повеќе им давам на значење во смисла на колку тие ќе бидат веродостојни и колку се луѓето во можност да го направат тоа. Видим. Затоа што некој да има како електронски да се потпише, колку ќе верува на тоа и колку навистина ќе се потпише на тоа. Вака, што се однесува до колку ќе веруваат луѓето во легитимноста и легалноста на процесот, јас сум сигурен дека ќе има луѓе што ќе го оспоруваат пописот каков и да е. Пошто кај нас луѓето имат, не знам, некоја желба да успоруваат се што е можно. Ако на некој не му одговарат резултатите, тогаш тој нема да го признае. Ако излезат 30% албанци, македонците нема да го признаат. Ако излезат 18% албанци, албанците нема да го признаат. Така да во каква и да е форма, само ќе се најди некоја причина зошто да се делегитимизира нештото. Мислам, како и да е, ќе имаме проблем со пописот поврзано со тоа. Па дали било електронски или не електронски? Не, тоа секако, ама мислам дека полесно би поминал ако не е електронски у тој поглед. Сега, ако гледаме COVID и проблемите со одржување на попис во вакво време, да, ама реално не, јас сум, се согласувам тука со тебе, сум за онлайн попис, дефинитивно. И со ВМРО се согласуваме, да не ни кажат дека сме само за со СДС. Ама уште не сум. Не верувам, ја ќе земам пример од моите родители никогаш ништо немаат купено онлайн. Не веруваат, не заради тоа што немаат можност или немаат компјутер или кредитни картички или било што. Едноставно не им веруваат на онлайн трансакциите. Тоа е проблемот. Инаку, живеам за денот кога се ќе биде онлайн, реално. Од факултет па до се останат. Да, проблемот е генерацијски, да, има голем скептицизам кон технологијата, поготово од постарите баби, дедовци, 60 години плюс, ама сепак голем дел од луѓето кои што се вработени, макар и повозрасни, ги користат технологијата секојдневно и мислам дека веќе се научија како функционира нешто. Гледам и по моите родители, кои што претходно бе сериозно скептицизми за технологија, сега мајка ми не може од телефона да ја одделам. И така натаму. Значи, се дешава една промена на мислење кај луѓето, сепак старите си се стари, си сакат се да си е на хартија, да си видат, пошто ново му е, ја разбирам. Да, и мислам дека, користење социјални мрежи е малце, им требаше поеќе време да се навикнат на тоа, така што мислам ше малце поеќе време ќе им треба да се навикнат и на оставање лични податоци мислам они секако ги оставаат податоците, ама не размислуваат така.
Така што не знам, ќе видиме како би изгледал целиот тој процес. Барем за сега не сум толку оптимистичен како што си ти. Една друга работа со физичкото, што може да се деси, да гледам по коментари како му се видиш од ставоите на луѓето. Многу луѓе викат, не ќам ти мене во време на пандемија да ми се приближиш до домот. И нема да се попишам од X причина, пошто сум заплашен од вирус. И тоа е еден сериозен проблем кој што треба, пошто која е поентата на пописот ако пак ќе лупнам со процент, ако 30% од домаќинствата не соработват со службите за попишување. Не знам дали имат некаков план за како тоа да му направат байпас, ама треба сериозно да размислуваат и ќе биде дел од процесот на попишување. Не знам, јаква кај нас станува збор за плашење од вирусот малце и за тоа сум скептичен. Ова епизода премногу скептичен, пошто реално не се почитуваат мерки кај нас у голема мера. Така што ако ова име изговор, не сум толку убеден у тој изговор. Инаку да, како се согласувам, не е идеална ситуацијата за одржување попис у вакви, не беше ни идеално да имаме избори лани кои имавме. Ама не знам, ќе биде интересно да се види. Знаеме уопште како ќе се одбива пописот, пошто ја на пример појма немам што треба да направам за пописот. Јас колку што знам, колку што имам разбрано, на домашна адреса ќе дојдат службеници и одат еден по еден од членовите и му доставуваат како формулар да се пополни со податоци потребни. Тие после тие податоци си ги внесуваат во посебен нивни систем кој што го испраќаат кај да го испраќаат. Да, мислам дека тоа е некоја постапка што не би било повеќе од 10 минути на човек. Уште нешто тука би додала и би се навратила малку на муабетот од преска, поврзана со ова, значи на нас, страната на Државна изборна комисија, кога требаше да се даваат резултатите од изборите ни падна. И знаеме колку време ја немаше. Замислете нешто такво слично да се случи кога имаме попис. Мислам, од која X причини да се случуваат такви работи, малку стварно ќе биде несериозно доколку имаме такви технички проблеми повторно. Затоа што со само тоа нема да биде веродостојно ништо што било направено. Ова ми дава флешбек, Томе и Донев, ако се сеќавате на изборната вечер кога идевме лайв, кога немаше резултати. Тотално валиден аргумент е што појма никој не знае што ќе се деси. Не можем да ја заборам таа вечер. One of a kind. Секогаш можноста да има такво нешто, да падне страната или како и да е, слично се случи пате ми со вакцинација како и да беше. Значи на вакцинс. Како да имаме традиција, но сепак има некој, пример, не знам, пример страница која често ја користев до родев на пракса, страницата на Централниот регистар. Освен неагилноста на самите вработени што работат таму, што не ги процесират барањата, самата страна си функционира без проблем. Така да можда тука е и субјективен проблем на самата организација што ги прави страните. Неизбежно е нешто такво да се деси. Да, треба може од финки да ги побараат да им направат подобро. Иначе од ова сега што читам, до пладне, ние снимаме се вторник, до пладне вторник се подпишале 12.000 селеници на веб страната stat.gov.mk, а од Државен завод за статистика излегува со изјава дека секој што треба, ама не знам, малце ако нормално ми е ова ќе го кажат, нема нешто друго да кажат секако. Ама уште една работа која Дима ти која спомна ВМРО СДС,
Сабајлево видов изјава на Заев, и ова сакам брифли да го спомнеме, за менување на името на СДСМ. Што мислите за социјалдемократи на Северна Македонија или во Северна Македонија? Не знам, уште го процесирам. Искрено, онака, I don't give a fuck. Што сакат нека прат. Апсолутно не ми менува ништо во животот. Само малце ми смета што потребата во вакво време на светска пандемија, фокусот на цел наратив да го поставуваат на менување на име на политичка партија, исто да го направи и со пописот. Значи, луѓе, докторите не заглас се фаќаат толку пациенти што имат, ковид на всеки да го имат, тие за пописот зборат и како ќе се викала партијата. Тоа само ме нервира. Мене највеќе ме нервира објаснувањето на Заев, каде што вели дека мора да се почитува договорот од Преспа, поради тоа што државата ги спонзорира политичките партии. Као лесен фикс имаш тука, едноставно изгласајте, договорете се со ВМРО, со ДУИ, со другите партии. Државата нема да ги финансира политичките партии и си го зачуваш името. Ма не, еве, и да е така. Малце ми нема смисла, пошто нема уопште никаква. Државата не финансира само политички партии, државата финансира преку субвенции бизниси и земјоделци преку субвенции. Кој не ги финансира државата и сега треба сите бизниси што се финансирани од државата, ако имат Македонија во името да го минат по Северна, тоа е забрането со договорот. Дека такво нешто, дека приватни бизниси, приватни субјекти треба да се преименат. Партијата, иако ја води државата, партијата како такво не е државна институција. И мислам дека тој договор не би требало да важи за политичка партија. А тие ако идеолошки сметат дека во ред би било Северна да видат на Северна Македонија, окей. Ако гледаме идеолошки, мислам треба не само СДСМ и ВМРО да осмени името, СДСМ да избрише тоа на социјалдемократски, а ВМРО демохристијански треба да избришат и другото што име што и да значи. Ако гледаме идеолошки, тоа треба да се направи. И левица, например, да биде десница, ама нема веза. Левица популистичка. Не знам, ова мене сумево ми е тотален нонсенс, така да немам што понатаму да коментирам за ова. Тотално се согласувам со тоа што го кажа Тромбез. Не би сакала да се повторувам, за да не бидеме досадни, ама стварно немам коментар за ова. Ова што го прави да сме класично либерално дефокусирање од клучни проблеми во државата. Че ќе се случи нешто клучен проблем и одма измислуваат некои вакви, ќе се преименуваме, не знам што, само за да се сврти вниманието од едно на друго. Мислам дека многу теми као ќе отвараат и ги оставаат така да се дебатираат во јавност, некако немаме еден проблем отворен, па да го затвориме, па да идеме на нареден. Ако сега прво прашање пописот, ајде да го следиме пописот, ајде да работиме на пописот, ајде да се не знам да се фокусираме на пописот, па после тоа ќе правиме. Вака само фрлаат еден куп идеи, не знам, нешто што уопште не може ни да се реализира после тоа понатаму и мислам дека никаде не идеме со ваква политика. Ама Да. тоа И тоа со дебатирањето ми е интересно. Као концепт, многу го почитувам тоа. Да поставиш прашање на дебата и да се дебатира и да се одлучи како тоа, ама мислам дека тие поставуваат некој прашање на дебата за кој веќе имат одлучено како ќе се одвива. Не, знаеш што, мене ми е најако што оваа влада веќе колку 4 години е на власт. Мислам дека начинот на кој што прави работи ќе направи ќе пушти некоја шпекулација или некоја вест која што е глупава, ќе добие баклаш од сите и ќе проба да ја повлече или да ја смени. Тоа мислам дека го прават за се. Као имавме милион работи, еве сега и за јазициве, и за образованието,
И пак нели Мила излезе и после кога добри беклеш од сите, вика ај ќе разговараме да видиме како ќе биде целата концепција за реформи во образованието. Така што мислам дека добро, 4 години во media damage control е владата, така што не ме чуга. Да, иначе кога Зорана ти кога спомна ништо не завршуваат, не знам, сите валјда до сега ја видовме сликата од призма направена со датумите и преговорите со Pfizer. Мене ми е прејака целата приказна, кај што нели на 30 декември и беше изјавено дека е постигнат директен договор. После на 4 јануари договорот беше дефиниран утрово. На 16 јануари за кратко време ќе го склучиме договорот. На 19 договорот со Pfizer е во финална фаза. На 27 јануари уште нема ништо. Во завршна фаза од директните преговори со Pfizer. На 3 февруари чекаме Pfizer да го допрецизира договорот. На 11 драфтот на договорот треба да пристигне следната недела. На 21 директниот договор се уште го очекуваме за на 26 да излезат со изјава се финализира договор, прашање во договор. И нели авансот е вратен, но кинеските вакцини ќе стигнат за скоро време, ова од пред 2 дена. Значи, како што го кажав, тоа за пописот, дека си играме театар, истото важи за вакцините. Значи, стварно нема потреба воопшто да се даваат информации кои што на народот ништо не му значат. Затоа што на некој дали вакцината, дали договорот за вакцините 10 пати е во крајна фаза, ништо нема да му значи. Ќе му значи ако вакцините бидат тука и нели можеме да почнеме со процес на вакцинирање. Никого не го интересира колку месеци ќе бидат во крајен процес. И мислам дека од такви информации стварно нема потреба, затоа што само се залажуваме дека нешто брзо и лесно ќе се реши, а всушност немаме никаков абер од решение. Па не, мислам дека ова е... Тромбе што мисли на оваа тема. Не, јас сега ќе кажав, ова ти е малце... Не знам, секој ден се чудам какви луѓе работат у пиарот на владата, и не само на владата, и на СДСМ, на сите политички партии кај нас. И мислам дека ова е поеќе такво нешто, тоа е причината, плюс сметам дека некои политичари кај нас не знаат да замолчат и да не кажуваат ништо, кога не знаат, немаат точни одговори, не знаат да кажат немам коментар или не знам, уште нема договорено или прашајте некој кој што знае, туку излеваат со вакви некои изјави. Мислам дека PR службите се многу лоши. И една од причините за вакво влечкање веќе неколку месеци. Мислам дека самата стратегија што имат владата за да бидат нели многу транспарентни, што не е, сами си пукаев колено, пошто ваков договор со Pfizer, кој цел свет од нив бара вакцини, сигурно и тие валјда не очекуваат дека за 3 дена ќе ги добијат вакцините. И со такви изјави договорот е дојден, а и чекај уште ова, уште она, се ствара поголема недоверба кај народот, колку да речат во тек сме, ќе видиме. Да, како буквално првите, тоа што читав, како на 30, денеска попладне е постигнат директен договор, за после тоа ти да излезеш со уште едно 7-8 различни изјави, да кажеш дека де се допрецизира, де у финална фаза сме, де чекаме последни као додавки или глупости, као човек, можеш слободно да кажеш на 30 декември, преговорите со Pfizer се во тек, касниме или ова се случува бидејќи целиот свет, ова што кажа ти Тромбе сега, целиот свет бара вакцини, као реално мала држава сме и очекувано е ова. Пошто од ова што читав, мислам дека постојат податоци, сега не ме фаќајте за зборама, но 75% од количеството на дози за вакцина е распределено на
најголемите држави у светот, Америка и некои од поголемите, додека 25% од преостанатиот дел на дози се на останатиот дел од светот, кој што реално е малце милост и немилост на поголемите држави у светот. Очекувано е. Тука треба да имаме уште една страна која што ја разгледаме, а тоа е дека малку си играме со психолошката состојба на луѓето, односно дека на сите многу им е полесно, на било кој да биде на власт, е многу полесно со такви вести да го задржуваат народот смирен. И не само смирен, туку и мирен, буквално во вистинска смисла на зборот. Затоа што да не се лажеме дека на народот трпението му е при крај и да не се лажеме дека да немаше такви вести, можеби народот и немаше да биде толку смирен и ќе имаше буквално доста карање во јавноста и доста расправи околу тоа дека не е постигнат никаков договор. Така да со тоа што они ги даваат тие вести на некој начин и можеби кај дел од народот прават некоја смиреност. Дека ете, крајот се ближи, дека ќе дојде некакво решение и кај некого тоа функционира. За жал, кај некого не. Така да и таа страна малку треба да ја разгледаме. Да, ама кај тие што функционира тоа, после гледаш месец-два нема ништо actually happening, малце контрапродуктивно мислам дека и плюс баш во поглед на ова сега ти што кажа, видов изјава, мислам дека беше од пранешниот министар за здравство Даниловски, доктор Драган Даниловски, кој што излезе и рече дека не очекува епидемија на хронични заболувања и ментални болести, што е реално као после ова уште поголем проблем ќе биде тоа и мислам дека и дали тоа што треба позитивни вести, ама и треба точни вести и целите случаи нека самоизолации, забрани, лимитации за шетање и такви работи. Мислам дека се заедно ќе придонесе сите да онака колективно да забегаме малце ментално, кај што нема перфектно решение, ама барем кога знаеш дека, не знам, ја секогаш сум кога знаеш дека не знаеш, не кажувај ништо. Знаеш дека едноставно нема договор, кажи нема договор или кажи преговорите се у тек, немаме коментар сега за сега. Ама, добро, имате уште нешто да кажете на тема? Ако нема, мислам да се префрлиме на нашата ни мила Америка. Ја Тромбе зборев, мислам ја и Зорана зборевме минатата епизода за Бајден и Сирија. Ајде, шо ќе кажеш онака првично, па ја да се надополнам на тоа што ќе кажеш? Јас шо мислам од Америка Тромбе, веројатно. Америка being Америка. Воопшто не сум зачуден. Значи Америка кај што му дава демократија и слобода под наводници на држави од третиот свет, ова апсолутно го очекував од Бајден. Бајден ако направеше нешто, па не знам, да ги тргни сите трупи од Сирија, од Ирак и од Афганистан, јас ќе бев зачуден. Ама ова не ме чуди. И се разбира дека не е во ред и многу меѓународни правила ги прекршва. И само покажува дека како Америка нема реперкусии за апсолутно кој меѓународно право и закон да го прекрши, Америка нема никакви реперкусии, ќе се продолжи да си прави тоа што си прави. Единствено решение е таквите луѓе како Бајден, како крилото на Бајден Warmonger, Схила и итн. Тие да не бидат поќе главни во политиката во Америка. Ама затоа сме далеко, мислам. Предалеко. Што ќе кажеш за изјавата на Бајден дека тој у саботата и рекол на Конгресот
у брифинг дека неговите одлуката да се направи ова, да се нападне Сирија е консистентна со правото на самоодбрана на Америка. Која самоодбрана? Се бранат, чекај, јас како што разбрав се случија некакви напади во Сирија и Америка, тие напади во Сирија ги сваќа како, значи не разбирам, значи Америка оди буквално во Сирија како окупатор и е нападната таму и се брани со самоодбрана, као што очекуваш како одиш како окупатор со цвеќиња да те пречекат? Таму не ги разбирам. Ајде до негде со 9/11 као да барат justification for war, ми е до негде не го правдувам, ама ми е разбирливо. Ама за ова тие буквално не знам фингирана причина за да се тепат. Не, ова ми е доста интересно, бидејќи као ако не слушавте пред изборите, кога зборевме зашто Бајден уствари е подобра валјда опција од Трамп, ама не е ништо подобра као суштински, едноставно помало од две зла. Ова буквално покажа колку сме били управи и колку само таа надворешна политика кон Сирија, кон Иран, кон останатите продолжува. Може би добро за нас, подобро е, у стилот дека дипломатијата под Бајден ќе биде многу поопширна и ќе нема да биде онака America first, туку ќе продолжат со тоа што правеа под Обама, додека пак Трамп нели беше премногу Америка First и премногу националистичка премногу националистичка дипломатски поставена програма има и едноставно многу лоши у тој поглед, ама ништо неочекувано. Оние кои што сега велат дека нели Бајден ќе беше подобар од Трамп, ние рековме уште пред неколку месеци дека истото ќе се случи. Уште една вест ми заврече вниманието, ова од неделата, каде што Иран излезе со изјава дека ќе ги одбие неформалните разговори за нуклеарен договор со САД и со неколку од државите од Европската Унија, поради тоа што САД сака да обнови договорот со Иран, ама санкциите уште се на сила. И тоа ми е премногу интересна ситуација, кај што САД сака да биде као, чекај, ние те зафркнавме кога го повлечивме договорот, кога не се откажавме од нуклеарниот договор, ставивме санкции, а сега сакаме ти да ни се приклучиш пак, ама нема да ги повлечеме санкциите. Што мислите? Апсолутно нема никаква дипломатска смисла. Не само дипломатска воопшто. Не можеш како и паралела и да направиме и со договарање помеѓу два, не знам, обични луѓе за какво и да било прашање, нема никаква смисла. Не можеш да бараш нешто, а да не даеш нешто во возврат. Барем јас не ги разбирам дека така се одвиват и дека се успешни така меѓународните договори и се гледа нормално, разбирливо е сега. Зошто би потпишале некаков договор кога нема да добијат ништо во возврат? Од друга страна, администрацијата на Бајден вика дека нема да се обнови нуклеарниот договор, тоест нема да ги спуштат санкциите, се додека Иран не влезе повторно или не се потпише нов нуклеарен договор. Ова ми е комична ситуација кај што Америка империалистички поглед кон се уште повеќе го докажува. Као сгрешивте, ние сгрешивме, ама тоа беше ради Трамп. Ние сега продолжуваме исто, ама и затоа ќе мора вие да се откажете од вашиот од тоа што од тој леверидж што го имате. Не знам на македонски кој збор би било тука долар. Буквално Иран има леверидж моментално. Ама
Америка многу им е гајле за тоа. Се понашат империалистички, ти се империалисти биле, а и ќе бидат и понатаму. Таков мој однос си мислат дека ако имат најголема воена сила на светот, дека можат апсолутно што сакат да прати си земат такво право. Иако не сум поддржувач на Иран, воопшто не сум поддржувач, апсолутно целата влада и система во Иран како поставен го мразам од дното на душата, ама во овој случај се во право и не треба да му ќутат. Што поќе му ќутат, се поќе ќе продолжат империалистички да се понашат американците. Да. И последна версија со која може да завршиме, не знам дали видовте, администрацијата на Бајден излезе со оние случување кои што се десија со новинарот пред година-две кој што беше убиен од страна на Саудиска Аравија, излезе со излезе со целосниот извештај од целото истрага, каде што апла се гледа дека Саудиска Аравија и принцот од Саудиска Аравија имаат замешаност во тоа, ама повторно Бајден нема ништо да направи за тоа, каде што дури жена му на новинарот, како се каже, се му го заборавам името. Новинарот Касожи, мислам. Каде што неговата жена излезе и побара Бајден и неговата администрација да направи нешто, ама уште нема ништо, не верувам дека ќе има нешто, бидејќи сепак односите на Бајден и на целата надворешна политика на Америка, поготово тој дел на светот се заснова врз пријателството со принцот од Саудиска Аравија. Фамилијата комплетно ги разбирам што си барат, ама исто току да бараш од волко да не јаде овцата. Мислам, нема ништо да се смени. Ќе си продолжат тие, како што си прават, ќе си продолжат да ги финансират Саудиска Арабија, да му дават оружје за да бомбардират дечиња во Јемен и така натаму. И ќе си продолжи тоа џабе, кој сака дали на владата ќе има Д или Р предни во Америка, исто да ќе се продолжи да си прават. Нивните империалистички тенденции ќе продолжат. Иако ќе речат ова не е убаво што го направи, слобода на говор, не знам, слобода на печат, и реков ми рече такви приказни да му продават на народот и на света, ама џабе се прат нешто дома на демократијата кога ништо не прат. Со ово може да завршиме ако Кате и Донев немаат нешто да додадат. Кога се деси нападот во Сирија, излегоа либераливе, неолибераливе по Твитер по секаде, вика, гледате како се напаи една држава у смисла без пресконференции, без твитови, без онака елегантски Бајден го направи. Буквално ја опишува моменталната ситуација. И единствената разлика, ти викаш нема разлика, има разлика. Там да беше, сега ќе имаше као winning laps ќе правеше со твитови, со пресконференции. Бајден барем мирен, онака джентълменски го прави сето тоа. Не дига многу прашина кога ги прави овие работи, кога убиват цивили. Многу поопасно и подвратно. Апсолутно поопасно и подвратно. Добро, Томбе, Кате, Донев, имате нешто да додадете тука или тука некаде да довршиме? Ајде. И Донев нема се спремил јакна. Так, ајде, чим така, се надам дека не беше толку лоша епизодата, малце сакам да искоментирам некои од вестите кои што нас не интересираат или барем не изнервира изминатата недела. И се слушаме пак у наредната епизода со некоја тема или гостин кој што пак ќе не интересира. Поздрав!